Здравейте, зрители на Blitz Live, фенове на футбола. Имам удоволствието да разговарям с старши треньор на Спартак Варна Георго Хаджиевски. Здравейте, господин Хаджиевски, много ми е приятно. Мене исто. Добро дойдохте. Влязохте с положителен резултат след много дълга серия от негативни резултати. Носи ли спокойствие това в вашия отбор? Да ви кажем нещо, ако се знае како настана всичкото това, мислам дека всичките ќе го разберат. Ево, ако почнам од вториот дел на првенството, од првото коло во вториот дел од првенството, ние имавме тешки мачови. Првиот со Черноморе во гости, каде Спартак трудно винаги... Дербито, да. Во гости, ние дома загубивме во првиот дел 3-1, сега имавме цел мач скоро со 10 човека и имавме одменен гол, игравме офанзивно, добро се држевме. Имавме мач со Локо Софија, кој доста труден одбор кој трудно губи мачеви надвор од Софија. 2-1, 87 минута, Шанде последните минути 100% прилика за 3-1 и се получи гол во последната минутка. 2-2. Па имавме мач со Локо Пловдив, кој сашто е еден од потврдите одбори во лигата, многу точки земат надвор, во Врвоце. Сашто цело второ полувреме игравме со 10 човека. И со 10 човека вкаравме гол 1-0, заврши 1-1. Значи, ако земите всичките тие работи, ще видите дека ние дадовме всичко од нас. Сашто многу е важно да се каже дека ние половин нов одбор, 10 човека заминаа, 10 дојдеа нови и всичко тоа правиме во еден месец, два, за разлика од овие подобрите одбори кои веќе се формирани и неколку години играат заедно. Арда, Локо Софија, Славија, Локо Пловди, Черноморе, тие се формирани одбори со многу опитни фудбалисти. Ние имаме повеќе од 50% на фудбалистите кои прва сезона играат во висша лига. Според вас, защо станаха толкова червени картони за кратко време? Някои от тях може би бяха пресилени. Ево сега, јас можем честно да кажам моje мнение. Јас не се мешам, ги прифатив всичките одлуки и на судиите, и на... Не сум имал спор ни еден судија по време на мач. Нити нешто сум ги критикувал, но јас имам возможност да дам своje мнение. Скоро ни еден од всичките црвени картони по мене не е заслужен. Со Черноморе првиот Мартин Георгиев, кој 18 годишно момче, кој е бъдеще за български фудбал. Прв мач играше, тој човекот иди позади него. Мартин нема намерение да го руши противникот. Тој е свртен према вратарот наш. Не иска да играе с крка на противника. Тој него не вижда противникот. Тој иска да ја врне топката на вратарот, овој ја подметнува новата под него и испада дека практично го фаулира. Што всичките кои беа на стадион видеа дека тука нема дилема изопшто. Картонот со Локомотив Пловдив, централен нападател Чунчуков скока во дуел, добива жолт картон и вториот само што почна второто полувреме и раците не беа горе, немаше лак. Раците беа спуштени долу. Противникот пада, црвен картон. Това ли е една от причините Спартак да играе по-дефанзивно през мачовете? Ние со 10 човека играме офанзивно. Ние играме офанзивно. Ево последниот мач сега, што добивме црвен картон, значи противникот го провокира нашиот играч кој лежи долу, Тајлсон, тој го гази, со главата му се доближва на главата негова и му говори лоши думи и Тајлсон просто искаше да го одвлече надвор од себе, немаше намера, нити го удри, само што се го доближа, тој направи сцена, падна како да го нокаутира. И получи црвен картон, едно мирно момче. Значи, ако видите друга работа, ние имаме можда и најмалку жолти картони.
Значи, ако сме ние груп одбор, ние ќе имаме и многу жолти картони. Не може и нападатели го добиват мачот со Арда, топката при поблиску до нашиот Димо Крстев, кој што ја има топката, има уште еден човек покрај него, Матео Петршило. Значи, не е нападателот на Арда сам срещу вратарот наш, го фаулира па доби црвен картон. Сега многу говорам, но тоа се од детали кои фудбалски нема тука нарушение за црвен картон, но сега ти ако искаш да го прикажиш во своја форма, да го филуваш, ти ќе направиш така. Но фудбалски, ако виждаме фудбалски, ниедно намерение од нашите фудбалисти не беше за наказание. Да. И все пак спечелите последния матч с Монтана. Вашия внук Георг кара победното попадение. Да. Освен като треньор, какво беше чувство като дядо? Нормално. Прво бев разочарован, че тој беше во многу добра форма. Во подготвителниот период, еден месец играше добро, со Фратрија вкара гол, со Дунав Рус играше одличен матч, бихме 3-1 тој матч и доби травма во пресецот, му натече ногата многу, практично изгуби еден месец кога беше најважно и не ги одигра првите 4-5 мача. Тренираше само една седмица пред мачот со Монтана, дори бев во дилема дали изопшто да го земам во групата или не. Тој ме увераваше че има големо желание, дека може. Јас викам, каде можеш една седмица само тренираш? Можам, ќе видиш, можам само да добијам шанса. И јас го ставив на скамејката, последните 20 минутки нормално при 0-0 го пуснав и показа дека некогаш не е само талант, туку треба да имаш и чувство на победител. Однатре да ти идва. Тој го има тоа че јавноста тука во Българија не знае, тој од маленке е голмајстор. Тука во Българија има на 2-3 меѓународни турнири добиено MVP фудбалист на турнир со одбори како Лудогорец, Стеауа, ЦСКА, Славија, други интернационални клубови. Не може меѓу толку талантливи фудбалисти тој да дојва 2 пати, 3 пати MVP, играл за националните на Македонија мачеви, сашто вкарвал голови. И просто тој е проблем воопшто на сичките и во Българија, и Македонија, и Србија, и другите околу нас страни кои форсираат многу. Јас не сум нити расиста, нити сум против легионари. Ете имаме во нашиот одбор, но прво, ако ти имаш 17, 18, 19 годишни фудбалисти кои веќе скоро 10 години работат во академија, не може 80% од тие фудбалисти да завршаваат со кариерата на 19 години затоа што не получаваат шанса. Значи, нивното место го земат фудбалисти интернационалци и нема место за тях. Нема българи. Ето, јас можам да се пофалам дека давам стварно исклучителна шанса на многу млади. Сега имаме ние двама кои дојдеа летото, Цецо Маринов и Дамјан Јорданов се двата во националниот U21, младежкиот национален тим. Мислам дека на пат е и Мартин, кој 18-19 годишен е, а игра до 19 години во българскиот. Ево, при мене се титуляри, тримата. Лесно ли се работи с младите фудбалисти? Разбират ли ви? Ако процениш дека има талант, во них има желание, и то не се случајни фудбалисти. Значи, ако тие немаат талант, сигурно нема да бидат извикани во националните тимови. Значи, специјалистите што се во Български фудбалски сојуз и други аналитичари, тие ги виждат дали има во тях потенцијал или не. Затова и се извикани таму. И сега, зошто јас, ако веќе имат тие таков потенцијал, зошто да не ги поддржам и со мои указвања? Јас сум повеќе од 35 години професионален треньор, многу мачи во кариерата и просто тоа ми е работата, да јас со мојот опит да дадам настроение, поддршка, да ги ослободам од страх
и да го дадат максимумот, Да ги мотивирате. да ги мотивираме и да направат кариера, нешто кое му е потребно на всичките во български фудбал. Повече от 30 години сте били треньор на ЦСКА. От тогава до сега какво се е променило в българския футбол? Па многу има различности, многу има различности. Ова што казав пред малку дека многу легионари, мислам, не за мене нелогично е да еден одбор има 20 легионари. Добро сега, собственикот на клубот може да си прави какво иска. Ние говориме сега за бъдеще на български фудбал. Значи ако на Българија е потребна генерација како беа националните 94 во Штатите, значи треба да има повеќе фудбалисти кои играат во добри, силни фудбалски клубови во Европа, за да и български национален тим има посилен состав. Ядро фудбала. Да, но ако тие не добиваат шанс, ја виждам многу талантливи фудбалисти има во младежкиот до 21 година, тука од Левски, од ЦСК, од Славија, од Черноморе, од Локо, Пловдив, Ботев, има доста фудбалисти кои се талантливи и кои може да бидат бъдеще. Ние видовме мачеви на националниот младежкиот против Чешка, победа со Шкотска, таму играа Азербејџан, не знам, надвор 0-0. Значи тие младежи треба се поддржат за да добијат повеќе шанс, за да националниот тим на Българија добие пак качество, да бидат извикани во големи клубови во Европа и да националниот тим прави резултати. Но разликата е што вие ми казавте тогаш во мое време немаше толку чужденци како сега. Ето во ЦСКА јас кога бев пред 35 години, 33 години, 93 година. Иначе Ваљо Михов мене ме донесе во Българија. Вчера вечерта се видовме, дојде да ме посети, ние сме многу блиски и всичките овие 35 години го поддржаваме ние. Тоа наше пријателство и поддршка и вистинско поддржавање на прави пријатели. Тогаш 3 македонски фудбалисти дојдеа тука, Бабонски, Марковски и Чирич. Дали беше оправдана селекцијата, дали донесовме ние добри фудбалисти, се показа показно. Бабонски играше во Шпанија, играше во Јапонија, играше во големи клубови. Саша Чирич беше 5 години еден од најдобри голмајстори во Бундеслигата, во Нинберг, Вајнтрах Франкфурт. Марковски Љупчо остави супер впечатление на фановите на ЦСКА, што означава дека ние не сме донеле така некои фудбалисти на попатна страница, како се казва, но всичките тие оставија свој белег печат и на добрите настапи во ЦСКА и на нивната интернационална покасно кариера. Но многу сум нормално доволен, всичките мои пријатели од ЦСКА и воопшто во Българија и журналисти. Ти си младо момче, но од постарите, јас до ден денеска одржавам контакт со многу од постарите журналисти и едно прекрасно време беше. И ако го поврзам дека баш во тој момент Българија го направи најголемиот, не се роди мене, него така се попадна 93-94 световното првенство во Штатите, каде таа најдобра генерација на Ицо Стоичков, Балаков, Михајлов, Трифон Иванов, Наско Сираков, Боримиров, не знам, може да ќе прескачаме Кремелиев, Цетанов, знам всичките на памет, всичките тие фудбалисти кои е на генерација прекрасна, но пак казвам, тие беа супер предводени од Димитар Пенев, сашто Љубо Костадинов, тие играе во големи одбори во Европа, всичките. Това е што сега липсва на български фудбал, повеќе ги има тие таланти во Българија, но се работи врху тях. Да се поддржат. И кога ќе се поддржат, ќе добијат поголема минутажа, поголема потреба, сигурен сум дека многу силни фудбалски клубови во Европа ќе ги извикат, што ќе означава дека нивната возможност за да помогнат на български национален тим е многу поголема отколку во овој момент и сега.
В Македония и в Сърбия футбол последните десетилетия върви към градация, защо в България този процес е много забавен? Токму е тука овај въпрос. Значи аз бев долго време национален тренер на Македонија. Имав една генерација која целата од младешкиот 21, 20 фудбалисти ги префрли во А националниот тим и тоа 96-та до скоро крајот на 99-та, скоро 4 години, всичките тие фудбалисти направија големи кариери. Ние имавме 5-6 фудбалисти во Бундеслига, во Премиер лига, во Холандија, во другите. Пандев също така. Пандев след мене дојде, но ете одговор на въпросот ваш. Македонија има многу интернационалци кои играат во добри клубови во Европа, затоа и националните имените шампионатот на Българија е 3 пати последен од првенството на Македонија. Шампионатот на Македонија. Овде има многу повеќе по-богати, по инфраструктура, по-голема, појаки и интернационалци во шампионатот, за това, че Българија е во Европейската унија и многу легионари се читат како домашни, значи може да играат по 10-15 сега. Од една страна не е добро за български фудбалисти, но шампионатот е многу посилен, појак него во Македонија. Но Македонија прави разлика со тоа, че прави многу фудбалисти кои играат во добри клубови во Европа. А повече ли се работи там на индивидуално ниво с момчетата? Во тие младешките категории се работи сигурно повеќе, со поголема концентрација, имаме традиција, ние нормално бевме години во таа Југославија, која беше една од најсилните во Европа и таа школа фудбална нормално беше прифатена и при нас и излизаа многу таланти, многу качествени фудбалисти. И последен въпрос. Вие сте преживяли една война в разпадането на Югославия, били сте и треньор в Близкия изток, сега там има военни действия. Как се е чувствал един човек, който е преживял такова нещо и сега се повтаря? Да ви кажем, сега, за щастие, јас не преживеав војна, зашто во Македонија немаше војна. Ние со всичките други републики од поранешна Југославија сме во добри одношенија. Со никој не сме се скарале. Не сме биле во еден куршум не е испукан нити при нас, нити там. Значи имаме супер одношенија. Што однася се до ова сега нормално дека ги забринјава всичките што се случва со Америка и Иран, ескалација на Блискиот исток. Јас бев 4,5 години во Емиратите, 5 години скоро во Саудитска Арабија. Нормално работев во по 3-4 клуба во двете страни, имам многу пријатели, нон-стоп се чувам. Вчера разговарав имам мои хора во Дубај. Не е сликата там, тие што дават на снимките хотели рушени во Дубај, ништо не е тоа вистина. Нема такви работи. Емиратите се неверојатно силна страна која противракетно заштитена е да всичките ракети или дронови се рушат пред да паднат и животот си е нормален. Но тензија има. Никој не е мирен, тоа е точно, но дека има така војна, дека не се излиза на пат, дека не работат по фирмите, тоа не е вистина. Добре, изключително съм ви благодарен за този разговор. И на вас, драги зрители, абонирайте се за канала и ни гледайте в YouTube и в Instagram. Благодаря ви. Ништо ви благодарам јас многу. Да.